Добар ден и добре дојдовте во Училница. Јас сум професор Ирина Неделковска-Аврамовска од Средното училиште на град Скопје Георги Димитров. Овој час од темата Ран среден век ќе ја реализираме наставната содржина појавата на исламот. На самиот почеток да ги потенцираме целите. Целите на часот се учениците да објаснуваат за територијата и населението на арапската држава, да го опишуваат создавањето на исламот како религија значајна за обединување на муслиманите и улогата на Мухамед, да ја објаснуваат духовната култура, научните достигнувања и нивното влијание врз европската наука и култура, да објаснуваат за обединувањето, проширувањето и времето на калифатот, како и неговото распаѓање. Преку бура на идеи, тоест анализа на илустрации, учениците ќе ги посочат двете свети книги, Библијата и Коранот, и ќе ги изнесат своите презнаења и лични ставови за двете најголеми религии во светот, тоест христијанството и исламот. Природни услови и население. Арабиската држава се создала на Арабискиот полуостров. Арабискиот полуостров, тоест Арабија, е полуостров во југозападна Азија, поврзувајќи ги Азија и Африка. Тоа е најголемиот полуостров во светот. Арабјаните припаѓаат на семитската група на народи и заедно со евреите денес се единствени преживеани представници на оваа група народи. Само во јужниот дел, кој што е наречен Јемен, и крај брежјето на Црвеното море, кое што се нарекува Хеџас, имало плодни краеви, односно оази. На оваа територија ќе бидат создадени двата најголеми трговски, економски и религиозни центри, станува збор за Мека и Медина. Исто така, тука ќе се протега, односно ќе поминува најзначајниот карвански пат, кој што уште е наречен патот на мирисот и ги поврзува Европа со Јемен, Етиопија и Индија. Бедуините биле номади сточари и тие биле најбројните племиња кои што ги населуваат овие области. Инаку се занимаваат со трговија и земјоделие, одгледуваат урми, житни култури, лозја и други овошја и со сточарство, при што чуваат камили, кози, овци и прочуените арапски коњи. Во 6 век арабјаните се повеќе се забележува процес на раслојување и распаѓање на родовското уредување, но и издигнување на родовската аристократија. Појава и ширење на исламот. До 7 век арабјаните биле многу божци, тоест секое племе верувало во различни богови. Од почетокот на 7 век се појавила нова монотеистичка религија, ислам. Ислам значи покорност на Бога, верување во Богот Аллах. Муслимани биле приврзаници на исламот, значи покорни на Бога. За основач на новата религија се смета пророкот Мухамед, тој бил трговец од Мека, од племето Корешити. Поради несогласувањата со родовската аристократија, во 622 година бил приморан да премине од Мека во Медина, а неговите следбеници ја зеле оваа година како почеток на исламската ера, односно хиџра. Од тогаш муслиманите ги бројат годините, односно го сметаат времето. Учењето на Мухамед, сите негови говори биле собрани и изложени во светата книга Коранот, што значи дека Коранот, освен што е света исламска книга, представува и зборник на религиозни обреди и верски закони на муслиманите. Во Коранот се забележува дека верниците мора да го прифатат фактот дека Аллах е еден и единствен, а Мухамед бил негов пророк. При тоа им се препорачува во текот на денот 5 пати да се молат, потоа да постат Рамазан пред самиот празник Бајрам и барем еднаш во животот да го посетат светото место Мека, односно да одат на Аджилак. Ако се направи анализа на извадоците од Коранот, тогаш ќе се согледаат поуките, препораките кои што им се даваат на верниците, односно да даваат милостина. На угнетените исламот им препорачувал покорност, трпение и послушност, а угнетувачите ќе бидат казнети на другиот свет. Како државна религија бил исламот, но тука имале слобода на вероисповест и другите религии, како што е христијанството и слично. На оваа илустрација го гледаме насловниот дел, односно насловната страна, Коранот, кој што
има 114 глави, поточно сури. На десната илустрација забележани се првите 5 аети, односно стихови, кои што се објавени во Коранот. Како што се шири исламот, така всушност ќе се шири и самата арапска држава. Бидејќи Мухамед по својата смрт во 632 година не оставил машки наследник, сега логично се наметнува, односно се поставува прашање кој ќе го наследи престолот, поточно арапската држава. Во овој временски период Абу Бекир успева да го преземе управувањето со арапската држава, тој всушност ги обединува арапските племиња. Омар ќе војува со Византија и со Персија, а наследниците на Мухамед ќе бидат наречени калифи, а самата држава ќе биде наречена калифат. Во 7-миот и 8-миот век арабјаните освојуваат поголеми територии во Азија, Африка и Европа, што значи под нивна власт ќе потпаднат Сирија, Палестина, Египет, Персија, дел од Шпанија и слично. Во овој временски период ќе дојде и до преместување на престолнината од Мека во Дамаск, односно во Сирија, потоа во Багдад, поточно во Ирак. Од тука самата држава ќе биде наречена Багдадски калифат. Меѓутоа, претходно само да напоменеме дека арапската држава за време на својата најголема моќ ќе се протега од Атлантскиот океан на запад, па се до Индија на исток. Во 8-миот век Арабија ќе биде поделена на Багдадски калифат и на Кордобски калифат. Багдадскиот калифат обстојува се до 11-тиот век, додека па Кордобскиот калифат до 1492 година, кога по долготрајни борби ќе биде заземена од шпанците. Ваквото раслојување ќе дојде како резултат на осамостојување на локалните династии и моќници кои што се појавуваат во арабиската држава. Културата кај арабјаните. Паралелно со појавата на исламот и ширењето на арабиската држава ќе дојде до развој и појава на културата кај арабјаните. Ако се има во предвид дека во Арабија живеат грци, сирици, евреи, копти, персици, тогаш јасно е дека тоа представува заедница на народи со различни религии, обичаи и закони. Официјален јазик бил арапскиот јазик. По обединување на арабискиот свет се создала и арапската култура како резултат на културата која ја примиле од понапредните покорени народи и истата продолжиле да ја развиваат. Така ја создале арабиската култура и исто така дошло до развој на многу науки. Научниците од калифатот ќе дадат свој голем придонес во развитокот на филозофијата, на математиката, медицината, астрономијата, географијата и други науки. Од науките најмногу ја развивале филозофијата и тоа врз основа на проучување на дијалектите, кои што ги имало во Коранот. Најистакнат филозоф во овој временски период ќе биде Авицена, кој што го имаме на ова илустрација од 1271 година. Во математиката ги усовршиле аритметиката, геометријата и тригонометријата. Од индусите ги зеле цифрите, ги усовршиле со додавање на нула и се наречени сега арапски броеви. Во хемијата и физиката ги воведуваат експериментите, а она што е значајно, најзначаен историчар бил Масуди. Тие всушност немаат развиена историска наука. Во овој период од уметноста ќе ги развиваат архитектурата и орнаментиката, што се однесува до вајарството и сликарството. Исламот тоа го забранува и тие остануваат неразвиени области од уметноста. Најпознати биле верските храмови или џамиите со убави минариња, исто така се граделе и дворови, чешми и истите биле украсувани со арабески, тоест украси во вид на растенија или геометриски шари, односно фигури. Најумав споменик од архитектурата на арабиската култура од тоа време представува џамијата
која што е создадена, изградена во Кордова во Шпанија. Секако тука не може да не се споменат и дворците во Севилја и во Гранада. Но арабјаните оставаат свој белег и во литературата, и тие посебно ќе бидат познати по збирката приказни Илјада и една ноќ, која што била преведена на повеќе јазици, а од оваа илустрација тука можеме да заклучиме дека оваа збирка е преведена исто така и на македонски јазик. Од претходно кажаното може да се заклучи дека арабиската култура представува синтеза на културата на старите источни народи. Нови поими. Значи во оваа содржина како нови поими се калифат, значи наследник на Мухамед, световен и духовен владетел кај арабјаните, и арабески украси во вид на растенија или геометриски шари. Домашна задача. Како прва задача ќе имаат учениците обврска да истражат и да видат кои држави се наоѓаат на арапскиот полуостров денес. Значи, кои држави екзистираат до денешно време. Втората задача е да истражуваат, да анализираат и селектираат и по пат на Венов диаграм да ги прикажат двете најголеми религии во светот, односно да ги уочат сличностите и разликите. И за крај, да резимираме со неколку прашања да видиме колку е усвоена новата содржина. Под 1, арабиската држава била создадена на Апенинскиот полуостров. Исламот се појавува на арабискиот полуостров. 3, свето место кај муслиманите било светилиштето ѓаба. Под 4, арабиската држава се протега на територии на Европа, Азија и Африка. 5, од уметноста најразвиени биле вајарството и сликарството. И 6, арабески биле верски храмови. Значи да видиме како гласат точните одговори. Под 1. Арабиската држава била создадена на Апенинскиот полуостров. Ова е неточен одговор, бидејќи знаеме дека арабиската држава се создава на Арабискиот полуостров. Исламот се појавува на Арабискиот полуостров. Ова е точен одговор. Своето свето место кај муслиманите било светилиштето ѓаба. Точен одговор. Арабиската држава се протега на територии на Европа, Азија и Африка. Ова исто така е точен одговор. Од уметноста најразвиени биле вајарството и сликарството. Ова е неточен одговор, бидејќи веќе напоменавме дека од уметноста најразвиени области се архитектурата и орнаментиката, додека пак вајарството и сликарството биле забранети од страна на Исламот. Арабески биле верски храмови. Ова е неточен одговор, затоа што арабески се всушност украси со кои што се украсуваат верските храмови, односно тие се символи, поточно представуваат растенија или пак геометриски шари. Ви благодарам на вниманието. И само за крај да напоменеме дека како следна содржина која што ќе се реализира, тоа е всушност Источното Римско царство.